Седна на саботна координација во Собранието за новиот изборен законник, кој во моментов е блокиран од над 13.000 опозицијски амандмани. Има ли некаков договор и напредок, во живо известува Даниел Василев? Даниел, кој е исходот? Добар ден, Цаци. Накратко, нема никаков договор. Она што го велат сите представници на политичките партии е дека се договориле да се договорат. Два моменти се многу важни. Првиот момент е ретерирањето на левица, кој што на денешната неформална координација тука во Собранието дошле со став дека нема отстапки од една изборна единица, што во суштина го враќа процесот уште пред оние преговори кои што се водеа во Министерството за правда. Другиот момент е предлогот на владеачката ВМРО ДПМН, која што во делот на гласањето на дијаспората денеска предложила наместо тоа да се прави електронски, да се прави по поштенски пат. Практично претеникот Антонио Милошовски вели дека ваква пракса има во 15 земји членки на Европската унија, меѓутоа и во Соединетите Американски држави, Канада и Косово. Во продолжение предлагам да слушнеме делот неговата изјава во делот на предлогот кој што денеска го има пратениците од ВМРО ДПМН. Ако електронското гласање за некого може би представува се уште неразработен начин на изјаснување, на дијаспората го понудивме гласањето по пошта како многу често применет начин на гласање на иселениците, кој што е употребен во 15 земји членки на Европската унија и во други земји во соседството и други земји членки на НАТО, како Соединетите Американски држави и Канада. Од страна на Социјалдемократскиот сојуз беше кажано дека им треба одредено време да изградат став по однос на овој предлог. Истото беше потенцирано од страна на ДУИ. Така, тоа беше изјавата на пратеникот Милошовски. Самиот кажа дека ставот на СДСМ и на ДУИ било дека им е потребно време за да дојдат до конечен став по ова прашање. Пратениците од СДСМ и од ДУИ не сакаа да дадат изјава по денешната координација тука во Собранието. Исте случајот и со пратеникот од Левица Борис Крмов, кој рече дека се договориле да се договорат во иднина. Она што е многу важно во делот на предлогот за гласање по пошта, пратеникот Милошовски вели дека за такво нешто би можело да се ангажира меѓународен оператор со оглед на капацитетите на македонските пошти. Од друга страна, од Алијанса на села велат дека овој предлог за нив е прифатлив, меѓутоа бараат тој да биде вметнат и за локалните избори, за да можат и на локалните избори граѓаните да го дадат својот глас. Во продолжение слушаме делот оваа изјава. Нашиот став е дека освен претседателските, парламентарните, тие граѓани треба да гласат и за локалните избори, затоа што се граѓани на оваа држава. Ние сме должни како институции да најдеме начин да ги улесниме, да ја улесниме процедурата и начинот на нивно гласање. Ако тие граѓани денот на гласањето доаѓаат тука со авион, со автобус или со нивни кола, они имат право да гласат, нели? Не се оспорува нивното право. Значи, тука се работи за изнаоѓање на модалитети како да се улесни нивното гласање. Пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски за овој предлог на Азири вели дека за нив ова е неприфатливо со оглед на тоа што барем за локалните избори секој треба да гласа онаму каде што е жител. Таков е случајот и насекаде во светот, барем според она што го кажа тој. Како што кажав претходно, од пратеничката од политичката партија Левица немаше изјава, меѓутоа рано и зутрина претеникот Амар Мециновиќ имаше пресконференција тука во Собранието, во на која што кажа дека големите партии на олигархијата, како што ги вели тој, направиле заговор за да нема нов изборен законник и да нема една изборна единица. Во продолжение неговата изјава. Сега немаме нов изборен законник затоа што од самиот почеток имаше заговор тој воопшто никогаш да не се донесе. 30 години партиите ви ветуваат една изборна единица, нема ништо од тоа. Не се нагласува, не се наговестува. Од оваа констелација на парламентарниот состав моментално, при воведување на една изборна единица, сите партии имаат да изгубат, освен Левица. Сите партии го компрометираат процесот за носење на една изборна единица.
30 години ВМРО, ДПМН и СДСМ ги кројат правилата на играта за да им одговара нив. Затоа и сега електронското гласање на диаспората беше заговор и зицер кој ВМРО, ДПМН им го даде на СДСМ за да го оправда нивното блокирање. Даниел, останува ли власта на ставот дека е подготвена да не се донеса изборниот законник, доколку не се постигна договор за прашањето на гласањето на диаспората? Токму така, Цаци, според изјавата на пратеникот Антонио Милошовски, ВМРО ДПМН не би го донела изборниот законник на сила. Вели дека за ова прашање треба да има консензус од сите политички партии, да го усогласат текстот и дури по тоа да го донесат, со што практично државата ризикува на еден начин да не ги исполни сите 10 услови од реформската агенда со оглед на тоа што изборниот законник ќе биде единствената точка која што нема да помине на време. Во продолжение слушаме дел од оваа изјава на Милошовски. Ние не би сакале изборниот законник, немаме намера да го туркаме на сила, да му ставаме европски знаменца или да игнорираме поднесени 10 или 15 илјади амандмани. Сакаме изборниот законник да биде резултат на широк консензус и политичка волја. Ако некои политички опции, како во моментов Левица и СДСМ, ценат дека има повеќе причини да го блокираат овој изборен законник, наместо да најдат компромисен јазик за заедно да го поддржиме, останува јавноста да процени кои се нивните вистински намери. Даниел, тоа што ваква координација се случуваше во сабота, сепак покажува дека партиите имаат интерес брзо да најдат решение за проблемот. Има ли најава за следна средба и диалог? Конкретна најава за следна средба, ваква координација помеѓу претениците за сега нема, меѓутоа она што е познато е дека ќе се чека СДСМ и ДУИ да изградат став по однос на предлогот на ВМРО ДПМН за гласање на диаспората преку пошта, откако СДСМ и ДУИ ќе кажат дека веќе имаат изготвено став, некаде претпоставувам во текот на идната недела ќе можеме да очекуваме нова координација помеѓу претениците во собранието. Даниел Василев од парламентот, благодарам.